Едното издание на Откриени тајни. Продолжуваме со втората емисија. За сите оние кои што ја пропуштивте претходната, можете да гледате на нашиот канал Откриени тајни. Зборувавме за еден концепт, на стар филозофски концепт, а тоа е да бидеш, да правиш и да имаш. Причината е поради која што почнавме со тој филозофски концепт е поради тоа што во наредните емисии ќе зборуваме за 24 карактеристики на генијалците. Тоа се карактеристики кои што ги има откриено доктор Алфред Бариос, кои што ги имаат сите генијалци. Но она што го открил е дека тие генијалци не ги имаат овие карактеристики генетски вродено и не се само генијалци фактички, не знам, Ајнштајн или Никола Тесла, туку секој еден од нас има потенцијал да биде генијалец, со други зборови да биде успешен човек. Но тие 24 карактеристики ќе следат во наредните емисии, ќе обработуваме по една или неколку во секој од емисиите. Емисиите ќе се пократки, иначе траат 20 на минути и ќе бидат фактички куси совети како да имаме успешен живот и едноставно како да бидеме најдоброто од тоа што сме, поради тоа што ние сме најдоброто од нас. Во дадени моменти едноставно животот не тера да бидеме понегативни, да бидеме со понегативни мисли, со понегативни емоции, но мојата цел со овие емисии да дадам куси совети со кои што ќе се променат тие работи и ќе бидеме баш најдоброто од нас. Ако се вратам на тој концепт на биди, прави и имај, она што е интересно е дека она што сакаме да го имаме како резултат не доаѓа само од себе. Често пати чекаме да добиеме нешто, но работи така не биваат. Она што треба да го направиме, треба да направиме креација, креативност, со други зборови акција, но најбитно, како што кажав во претходната емисија, е дека треба да одлучиме што ќе бидеме. Ако сме позитивни, имаме позитивни мисли, имаме позитивни емоции, тогаш преземаме позитивни акции, имаме убав резултат. Ако го земеме тоа на еден обичен пример од секојдневието, да кажеме во фамилијата. Ако одлучам да бидам добар сопруг, тогаш ќе правам креативни акции и ќе имам среќен брак. Или во однос на како татко или на работното место. Едноставно, колку сум по-позитивен, по-добар, толку сум по-креативен, правам по-конструктивни акции и работи. Едноставно, на крај тоа резултира со тоа да имам успех или да имам среќа во мојот живот. Сега, често пати ги немаме тие позитивни мисли, позитивни идеи, позитивни емоции. Некој животот ни нанесува удари, со самото тоа што имаме порази во нашиот живот, снимени кои што се во нашата подсвест на некој начин не спречува да бидеме дел од животот. Колку повеќе сме дел од животот, толку повеќе сме среќни. Сега тука е проблемот е дека кога ќе се впуштиме да бидеме дел од животот, имаме ризики да добиеме порази. Затоа зборев во претходната емисија дека мораме да ризикуваме за да можеме да бидеме. Поради тоа што во животот убавите работи доаѓаат, но исто така животот некогаш ни носи порази, ни носи проблеми, ни носи разочарување, на некој начин тоа е пакет. Но, за да бидеш нешто, клучот на бивањето или суштествувањето е волноста да искусиме живот. Ако ќе кажам да искусиме живот, пак ќе кажам треба да искусиме и позитивно и негативно. Колку сме поволни да искусиме, толку сме поволни да бидеме. Ќе се навратам можеби на реален пример од животот кога сме биле помлади. Со младост едноставно имаме волност да искусуваме. Кога ќе видите децата или помладите луѓе, ќе видите колку имаат волност да искусат. Кога сме биле помлади, сме сакале, не знам, со малку пари сме можеле да отидеме на одмор и да си поминеме прекрасно, да оседнеме можеби недела, две, сме кампувале, можеби ќе сме преспиеле, некаде ќе сме се снашле, но едноставно сме биле волни да искусиме секакви ситуации на тој одмор. Сега ќе отидеме можеби во некој хотел кој што е all inclusive со 5 звезди, се имаме, но ако не сме волни да поставиме цели, да бидеме, да комуницираме, едноставно да го искусиме тоа постоење таму, ќе се затвориме во соба, сите се на Facebook од фамилијата, имаме кавги и расправи, без разлика што имаме пари. Некојаш луѓето знаат да кажат да ги имам тие пари или што и да е, тогаш ќе бидам се и се што, но обично не е така. Ете, да бидеме, значи да имаме волност да искусиме, волност да бидеме, волност да офатиме простор, волност да имаме победа или да имаме пораз. Кога зборувам со луѓе или со спортисти, обично сакам да кажам, ако видите најдобриот спортиста, Меси, или од кошарката, не знам, Леброн Джеймс или кој да е, ќе видите дека топката на некој начин се лепи за неговите раци. Зошто? Поради тоа што тој е волен да биде и тој опфаќа простор. И тоа е волност да се искуси. Но волност да се искуси и победа, и пораз, едноставно
само така можеме да бидеме. Во претходната емисија спомнав и нешто дека за да бидеме најдоброто од нас и за да бидеме креативни, мораме да имаме цел. Целта е нешто кое што сакаме да го имаме, кое што е нешто кое што сакаме да го постигнеме. Ако сме ние тука, секогаш имаме препреки кои што ќе се најдат до патот да постигнеме целта. Колку фактички можеме да го споредиме секоја игра со животот и со постоењето. Ако воземете фудбалот, ќе видите дека е игра. Има истите правила. Има цел, има препреки, има слободи. Се во животот е така. Имаме цел да да добиеме девојката која што сакаме, имаме препреки, но имаме и слободи и начини како да најдеме решение, да и се додвориме, да биде наша девојка, да биде наша сопруга и така натаму. Секогаш имаме цел во секоја игра, секогаш имаме препреки и секогаш имаме слободи. Сега како да играме играта на животот е многу битно. Колку сме посериозни во пристапот на нештата, обично повеќе гледаме во проблемите, а не во решенијата. Често пати во околината, ако имаме сериозни луѓе, ќе видите, или кога ние ќе станеме сериозни, дека имаме тенденција вниманието секогаш да го ставиме многу повеќе на препреката, отколку на слободата или на решението. Ако сме земале, например, на несериозен начин да му пристапиме на некој проблем. Кога ќе кажам несериозен, луѓето мислат често пати неодговорен. А тоа нема врска едно со друго. Можеме да бидеме многу несериозни, а да бидеме одговорни. Кога ќе кажам несериозни, мислиме со дух на игра. Едноставно забавно да не биде, затоа што животот е забавен и е убав. И кога ќе му пристапиме така на животот на тој начин, мислам несериозен, ќе видиме дека многу полесно ги наоѓаме решенијата за да ги надминеме препреките кои што ни се јавуваат на патот за постигнување на целта. Ако имаме некои луѓе во нашата околина кои што се многу сериозни, ќе видите дека почнуваат да даваат акцент на негативните работи, почнуваат да стануваат критични, почнуваат едноставно да стават акцент на проблемот. Дури почнуваат да креираат проблеми и таму каде што немаме проблеми. Колку посериозно му пристапиме на нештото, фактички помалку решение гледаме, повеќе препреки гледаме, не гледаме во слободата како да ги надминеме овие препреки, дури не гледаме повеќе ни во целта. Кога сме сериозни, она што ни е најбитно, ние да сме во право, да се постапи како што ние сакаме, едноставно почнуваме да го губиме тоа чувство дека животот игра и дека животот е забавен и едноставно дека вреди да се игра играта која што ја сакаме. Се тоа не наведува на една ситуација дека во околината, ако сме со пониски емоции, ако сме со стравови, ако сме со резервираности, едноставно ако станеме стопирани во животот, често пати во животот сме стопирани. И колку повеќе сме стопирани ние, толку повеќе тие стопови имаме тенденција да ги наметнуваме и на околината. Нема ова да го правиш, размисли два пати, чекај, провери уште еднаш. Не значи дека тие совети некојаш не се релевантни. Но гледате, ако цело време се размислуваме и се колебаме, никош нема да можеме да бидеме. Ако имаме луѓе кои што се во страв, или ако сме ние во страв, често пати не можеме да донесеме одлука. Ама за да можеме да бидеме, секогаш првото правило е дека мораме да одлучиме. Секогаш кога сме се колебале, никогаш не сме можеле да бидеме. Може би дечкото со девојката и 5 години се мисли дал да биде со неја или да не биде со неја. Ако се мисли дал да биде или да не биде со неја, не може да излезе најдоброто од него. Не може да се даде, не може да биде креативен, не може да биде дел од таа врска. Гледате, колебањето е тоа кое што го уништува бивањето. Колку повеќе се колеба, ако се колебаме имаме еден или друг правец. Гледате, кога ќе донесеме одлука и ако видиме дека сме сгрешиле, можеме да ја коригираме. Но ако цело време се колебаме и цело време сме на можеби, да, не. Умот не функционира со да, умот функционира со да или со не. Гледате, кога ќе му ставате колебање на умот, у тој момент се блокирате. Сега, може би имаме околина околу нас, кои што со нивните стравови, кои што ни ги наметнуваат на нас, не прават колебливи. И тоа е релевантно. Ето, но тие стравови треба да разбереме дека се на околината. Треба да имаме разбирање за нив. Треба да сватиме дека има дадени ситуации кои што им се случиле во нивниот живот, но можеби не мораме нивните стравови да ги преземеме ние и едноставно да паднеме на колебање и на тој начин да се мислиме дал да бидеме, дал да не бидеме и колку повеќе се мислиме, колку повеќе се колебаме, толку повеќе не сме. Првото правило за да бидеме е мора да донесеме одлука, да бидеме, а тоа значи дека треба сме волни да ги поднесеме и последиците на нашата одлука. Но тоа е дел од животот и мораме
така да го играме. Но исто така, ако го играме несериозно, ќе видиме дека немаме толку многу проблеми. Ако почнуваме животот да го имаме сериозно, или да го третираме сериозно, треба да видиме дал во околината имаме можеби луѓе кои што самите тие, пак ќе кажам релевантно, ги имаат своите проблеми и маки, но дал нивните грижи ни ги наметнуваат на нас или не. Треба да ги разбереме, едноставно треба да сватиме дека можеби тие проблеми кои што ни ги наметнуваат на нас воопшто не се наши проблеми. Голем дел од проблемите во кои што сме впуштени во животот, мислам дека не се наши лични проблеми, туку се проблеми кои што некој можеби од околината има не ги наметнува. Но ќе кажам, не е решението да се караме со тие луѓе, не е решението да им се спротивставуваме на тие луѓе. Слободата фактички на човекот доаѓа од разбирањето. Колку повеќе ги разбереме, колку повеќе разбереме во врска со луѓето, толку подобра комуникација ќе имаме со луѓето и на некој начин полесно ќе ни биде и на нас. Кога сме на тема разбирање, кога сме на тема луѓе, кога зборуваме за што сакаме да бидеме, колку по-високо сме со емоциите, колку имаме по-позитивни мисли, колку сме повеќе сигурни, имаме самодобре во нас, се случува едно нешто, а тоа е дека сме волни да ги толерираме и другите луѓе и нивните точки на гледиште. Колку по-сигурен сум во себе, толку помалку се плашам на некој начин од другите луѓе и нивните точки на гледиште. Колку сум понесигурен во себе, колку сум повеќе во страв, колку сум пониско со емоциите, толку повеќе инсистирам дека ја морам да бидам во право. И другиот мора да е во грешка. И само јас сум во право. И на тој начин помалку сме. Гледате, да бидете нешто значи да опфатите простор. Дал можам да ја видам работата од мој аспект и од моја точка на гледиште, но дал можам да го видам истото нешто и зошто сопругата го сака можеби спротивното. Ете, во меѓучовечките односи дал можам да преземам одговорност и точката на гледиште на другиот човек. Можеби не сум само јас во право. Како можеме и двајцата да бидеме во право? Не е битно дали сум ја во право или другиот е во криво. Битно е како да ги направиме работите исправно. Како да успеам и јас, како да успее и другиот човек. И на тој начин сме. На тој начин сме најдоброто од нас. На тој начин не сме конфликтни, на тој начин не правиме проблеми. На тој начин едноставно имаме течение позитивно, имаме една убава енергија, хармонија и прекрасна комуникација. Затоа што колку повеќе имам толеранција за различноста на другите луѓе околу мене, толку повеќе имам убава комуникација кон нив. Колку помалку ја толерирам околината и другите точки на гледиште, толку на некој начин сакам да сум управо, инсистирам, почнам да ги убедувам другите, и на некој начин им правам проблеми, наметнувам сериозност, но фактички помалку сум. Видите, на крај почнам да преземам работи кои што можеби не се најсоодветни како акции и никогаш немам убав однос, хармонија, среќа, кога сум таков кој што само сака да покаже колку јас сум управо, а другите се во криво. Колку повеќе можам да ги прифатам останатите луѓе и нивните точки на гледиште, толку повеќе сум. И за крај на емисија, на што сакам да го кажам како повеќе да бидеме, е да имаме верба. Да имаме верба во околината. Честопати во животот, знам дека се случува дека и блиските може да не разочараат, имаме загуби, имаме трауми, едноставно кога ни се случи нешто, имаме тенденција да не веруваме на околината. Имаше еден многу убав настап кој што беше на социјалните мрежи на еден човек кој што баш говореше колку се менува вербата во текот на времето во едно цело општество. И мислам дека тоа е релевантно и за нас. Порано кога бевме помали, знам колку имавме, не знам, мајката ќе направеше торта или колачи за не дај Боже да дојдат гости. И еднаш сакавме да го слушнеме звончето и некој да затрупа на врата да ни дојдат гости, за да можеме да јадеме колачите, за да можеме да бидеме со нив. И како тече времето, еднаш почнуваме да стануваме скептични кој е тој кој што сега ни зазвони на врата. И кај баш комшијата ли, кој почнуваме да гледаме резервирано низ клучалката, затоа што почнуваме да губиме вербата во околината. Затоа што ако почнеме да губиме вербата во околината, тогаш не можеме да го дадеме најдоброто од нас. Ако не веруваме на луѓето, тогаш нема да го дадеме најдоброто од нас за нив. Затоа што најдоброто од нас е баш за околината. Гледате, кога ќе го дадеме најдоброто од нас, тогаш сме најдоброто од нас. А како го даваме најдоброто од нас? На начин на кој што им веруваме на другите луѓе. Точно е дека можеби имаме изолирани моменти кога некој не разочарал. Но таа подсвест за која што зборев во претходната емисија има
едноставно една страшна тенденција да ги генерализира сите работи. Може би дечкото ќе биде разочаран од некоја девојка, се за него после тоа сите девојки се исти, или сите жени се исти, или сите мажи се исти. Однаш почнуваме да генерализираме, цели нации се исти. Гледате, изолирани моменти кои што може да се случат на било кого, ако се разочараме, почнуваме да не веруваме на околината и на тој начин почнуваме да се затвараме, почнуваме да сме помалку комуникативни и неизлагане доброто од нас. Може би имате дадена ситуација во фамилијата, имате фамилија кој што прави раскошни гозби, родендени, слави, едноставно сака да го даде најдоброто од себе. Без разлика, може би не и со многу финанси, едноставно се дарежливи, едноставно сакаат да дадат. И однаш имаат некоја идеја, чудна дека да, ама ние не биваме поканети на другите родендите, другите луѓе не ги прават така родендите како што ние ги правиме, не се даваат толку колку што едноставно се даваме ние. Одеднаш почнуваат да донесуваат одлука дека не треба да го прават тоа на тој начин, дека не треба да се дадат себе си толку. Но тогаш животот не е подобар за нив. Животот е убав кога се даваме. Животот е убав кога излегува енергија, кога излегува креативност, поради тоа што на тој начин кога ќе им помогнеме на другите луѓе, кога ќе оддадеме најдоброто од нас за другите луѓе, тогаш чувствуваме компетентност, тогаш чувствуваме сигурност, тогаш имаме самодоверба, поради тоа што сме тука за другите луѓе и мислам дека секој еден од нас е тука да им помогне на другите луѓе. Заради тоа е многу битно да ја сочуваме вербата во околината и во луѓето, поради тоа што само така можеме да бидеме. Ако немаме верба во околината, животот станува многу страшен. Сме фактички во страв. Кога дојдете во некоја средина и немам верба што околината ќе направи, однаш почнувам да бидам премногу претпазлив што тој или другиот може да направи, едноставно не сум релаксиран да бидам, да комуницирам, едноставно да го задржам моето внимание и мисли на целта. Тогаш ќе ја напуштам целта. Мојата целта ќе биде како да го спречам во наводните нападот од другите луѓе кои што мислам дека можеби ми мислат лошо. И тоа не значи дека не треба да научиме повеќе во врска со однесувањето на луѓето и како да ги предвидиме нивните постапки, но често пати во недостаток на знаење во врска со луѓето, карактеристиките, емоциите и така натаму, имаме тенденција да генерализирање и најлесно ни да речеме повеќе не сакам да верувам на луѓето, но тогаш на тој начин влагаме во едно буре, каде што точно е дека ништо не може да не повреди. Но тогаш сме во буре. А животот и убавината, цвекињата, радоста, креативноста, боите, енергијата се надвор од бурето. Мораме да веруваме за да го дадеме најдоброто од себе си. Поради тоа што најдоброто од себе си не е за нас, туку е за останатите луѓе и за нашата околина. И знаете што? Дури некојаш луѓето кои што направиле негативни работи, сите си имаат своји маки и сите си имаат своји проблеми. Ако ги разбереме, не се бориме против нив. При тоа, не ни стане целта како да им докажеме на нив колку сме ние во право, а тие се во криво, туку напротив, да ја задржиме целта, онаму кај што сме тргнале, но да имаме разбирање за нив, поради тоа што знаеме дека сме сите во истата стапица. И мислам дека големината на еден човек е баш тоа, да не подлегне на поканата да мрази, а вербата во другите луѓе му дава слобода да биде креативен, едноставно да го даде најдоброто од себе си за околината, а на тој начин, она што го прави, се зголемува својата сигурност и самодоверба и станува многу посреќен. Ви посакувам убаво саботно попладне, имајте убав викенд и за се она кое што сакате да ме контактирате, ве поканувам да го сторите тоа. Имајте убав ден.